Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Денес се одбележа 19 ноември, 76 годишнината од ослободувањето на Тетово. Редици пред епидемиологија за тестирање, исполнети болнички капацитети, состојбата со COVID-19 во Гостивар е крајно сериозна. Се состана Советот за безбедност кај председателот Пендаровски, ќе се воведува ли кризна состојба на целата територија на државата. Се одбележа денот на ослободувањето на Тетово 19 ноември. Пред споменикот на револуцијата беше положено свежо цвеќе, а во предвечерието на празникот на локалните медиуми беше емитувана документарна програма подготвена по тој повод. Инаку Тетово го слави роденденот без поддршка на локалната самоуправа. Тетово денес празнува. Денот на ослободувањето на градот 19 ноември беше одбележан со повеќе активности. Свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата денес положија делегација на Општинската организација на Сојузот на борци, представници на армијата, како и делегации на политичките партии СДСМ и ВМРО-ДПМН. Веднаш по капитулација на Италија на 8 септември 1943 година и капитулацијата на фашистичка Бугарија од 9 септември 1944 година се создадува услови за целосно ослободување на нашата земја. Започна и жестоки борби, меѓутоа овој дел на Македонија, западниот дел на Македонија, за уште на некој начин не беше ослободен и затоа започнаа жестоки борби за ослободување на западните делови од територијата на Македонија. Операциите почнаа уште од октомври месец, но завршните операции беа на 18 ноември 1944 година со ослободувањето на градот Гостивар, а веќе на 19 ноември беше ослободено и Тетово. Додека тетовчани се обединија заеднички да го прослават роденденот на градот, локалната самоуправа не ги удостои ниту со присуство на денешната свеченост, ниту со поддршка на документарната програма, која синоќа беше емитувана на локалните медиуми, а ја подготвија Сојузот на борци заедно со граѓани продолжувачи на традициите. Градоначалникот и Советот на општина Тетово навистина не се заангажирани да го одбележат заеднички, бидејќи овој празник заедно ни припаѓа. И како што забележувате, никаде и нема државно знаме, со тоа што не му придаваат значење. Меѓутоа, ние како општинска организација на Сојуз на борци од Тетово нема никогаш да го заборавиме овој празник, ќе го чествуваме. Локалната самоуправа си има своја програма за работа годишна. Треба да биде свесна што е она што е важно да го одбележува, делата што ги прави, одлуките кои што ги носи, се доволни за ние како граѓани на овој град да формулираме мислење за работењето на општинската управа. Од тој аспект, ние со нашите дела покажуваме на дело што сметаме дека на овој град му е потребно и така ќе продолжиме секој согласно своите убедувања. Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово нема и поддршка од општината да се постават бистите на народните херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче, кои во 2006 година се отстранети при реконструкција на Тетовскиот плоштад. Високи бројки на ново заразени, редици пред епидемиологија за тестирање, исполнети болнички капацитети со пациенти на кои поради компликации им е неопходна хоспитализација. Состојбата со ковид во Гостивар е крајно сериозна. Ширењето на коронавирусот меѓу населението во регионот на Гостивар зазема сериозни размери. Високи бројки на ново заразени, редици пред епидемиологија за тестирање, исполнети болнички капацитети со пациенти на кои поради компликации им е неопходна хоспитализација. На инфективното и на интерното одделение во Гостиварската болница од ковид се лекуваат 50 на лица со средно тешка и тешка клиничка слика. Пациенти амбулантски се лекуваат и во објектот на поранешна дијализа. Преполно, одделението е преполно
Имаме неколку души што се на неколку пациенти што се на кислородна поддршка, другите се во средно тешка положба, ама одделението е преполно. Значи сега и на интерно горе плачаме и еден дел тука на диализа. Полесните ги третираме тука што одат и дома и се враќаат, например, денеска примат, оде дома и се враќаат. Иначе преполне. Во возраста на пациентите повишето се околу изнад 60 години. Значи многу помалку имаме испод 60 години. Старосната група е таа со коморбидитети, значи има, ама колку што можеме се бориме. Значи ние заедно со екипата што е позади мене, значи тие се не само јас, него и тие заслужни за све ова што го правиме. И покрај алармантната состојба кај голем дел од граѓаните се уште постои неверување во сериозноста на вирусот. Лекарите оценуваат дека мерките за заштита не се почитуваат доволно. Абе апелот е секојаш да се придржуваат кон мерките за заштита, значи да носат маски, да има растојање меѓу луѓето и да имаме лична хигиена. Бидејќи со носењето маски не само што се заштитуваме ние самите, него ги заштитуваме и целата околија, пријателите, роднините, па и сите луѓе околу нас, значи многу е значајно тоа. Другото, мислам дека нема толку значење, ама народот него повторно ќе поновам, значи не ми е прв пат ова да го кажам, значи не се придржуваат кон овие мерки. Бројката на активно болни во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше моментално е околу 640. Вчера беа регистрирани рекордни 84 ново заразени. Општина Гостивар денес достави донација за инфективното оделение на Гостиварската болница. Локалната самоуправа донираше средства за дезинфекција и хигиена, како и заштитни маски. Инфективното одделение во Гостивар, кое е највклучено во борбата против COVID-19, денес доби донација од општината. За потребите на одделот, медицинскиот персонал и пациентите беа доставени поголеми количини на средства за дезинфекција и хигиена, како и заштитни маски. Посредбата со градоначелникот со персонел на репортот за инфектологија и по информацијата дека Гостивар полека стана ново жариште со инфективни луѓе со COVID-19, одлучивме ние да донираме една донација со санитарни хигиенски материјал и со маски и со дезинфектанција. Па ние стално сме во контакт со господин Радко, докторот, и со све што ќе има потреба од наша страна, ќе има поддршка од наша страна. Донацијата во средства за хигиена и дезинфекција е во вредност од околу 30.000 денари, а беа доделени плюс 2.000 парчиња заштитни маски. Раководителот на одделението, доктор Радко Наумовски, рече дека помошта е добре дојдена, а соработката ќе проложи и понатаму за доброто на пациентите. Значи, за донацијата што можам да кажам, да се заблагодарам на градоначалникот на град Гостивар, заедно со собранието, што удоволие да ни се дадат овие хигиенски средства. Јас бев на состанок кај него и тој ме праша што треба. Јас му кажав само хигиенски средства ни треба, бидејќи најповише во овие услови користиме тие средства и еве тој доблев негова да донират и тогаш кажат околу 500 евра дека ќе биде донацијата и рече ако ви треба понатака да бидеме во контакт да се земат повторно да ни дадат. Минатата недела во знак на почит за пожртвуваноста во борбата со корона, Советот на општина Гостивар ги прогласи за почесни граѓани лекарите Радко Наумовски, Енес Мемети, Фадил Цана, Илир Демири, Месуд Хасипи, како и Трајче Нешковски постхумно. Денес се состана Советот за безбедност кај председателот Стево Пендаровски. Присуствуваше и министерот за здравство Венко Филипче и председателот на владата Зоран Заев. Како што истакна Пендаровски по исцрпната дискусија, донесена е одлука да се предложи воведување на кризна состојба на целата територија на државата.
Председателот Стево Пендаровски по денешната седница на Советот за безбедност, каде што се расправаше за состојбата со коронавирусот, истакна дека е донесен заклучок да се предложи прогласување на кризна состојба. Со оглед на добиените информации од министерот Филипче за сериозноста со болничките капацитети и состојбата со епидемијата воопшто, председателот рече дека ќе се размислува за нови мерки, но потенцираше дека кризната состојба не е поврзана со полициски час. Откако ќе биде прогласена кризната состојба, тогаш Законот за одбрана и Законот за управување со кризи посебно даваат многу пошироки можности за поддршка на надлежните институции пред се здравствените од страна на армијата. Втората битна разлика е во законската можност владата да управува со ресурсите на органите на државната управа, на јавните претпријатија, на општините и на градот Скопје, но тука вклучувајќи ги и трговските друштва, во овој случај приватните здравствени установи. Околу прашањето дали во приватните болници кои сега ќе се вклучат во справување со кризата во режија на државата, трошоците ќе бидат како во јавното здравство, министерот Филипче рече дека е можно да се дојде во ситуација да требаат дополнителни ресурси, што значи дека во јавните здравствени установи ќе мора да се прекинат други интервенции освен итните. Целосно е мобилизиран целокупниот кадар во јавно-здравствените установи. Согласно нашиот план да за секој еден тим во сите интерни клиники има одговорен и интернист и анестезиолог, сепак можно е да дојде до ситуација да се потребни и дополнителни ресурси, како болнички капацитети у смисла на кревети за сместување, така и кадар. И во овој момент имаме соодветен план, но тоа би значило да во рамките на јавно-здравствените установи во еден момент ќе треба да се прекине со редовната работа и исто како што тоа беше еден период претходно се извршуваат само итните интервенции и интервенциите кај малигните пациенти. Најдоцна утре вечер ќе биде одржана седница и ќе се стави одлуката на одлучување пред владата, најави председателот на владата Зоран Заев. Тој рече дека не се исклучува можноста за полициски час или затворање, но во моментот за тоа не се размислува. Дека кризната состојба нема никаква врска со полициски час. Тоа не го прави ограничувањето на движењето на граѓаните секако, но останува препораката од владата и од министерот за здравство и од комисијата за заразни болести после 21 часот да не се движиме освен ако имаме најнеопходна потреба, сите мерки да ги почитуваме кои што се дадени, посебно мерките на лична заштита, носење на маски, негрупирање, дезинфекција и слично, и сите детали од сите останати мерки. Ова е прв пат во Македонија да биде прогласена кризна состојба на целата територија. Новинарот и публицистот Тетово Владимир Кочовски ја објави својата 10-та книга Огреала месечина од Солуна до Тетово. Се работи за дело во кое е опфатено истражувањето на корените на најпознатите тетовски народни староградски песни и судбините на ликовите во нив. Излезе од печат 10-та книга на тетовскиот новинар и публицист Владимир Кочовски со наслов Огреала месечина од Солуна до Тетово. Се работи за монографско издание, книгата е резултат на неговото полувековно истражување на корените на најпознатите тетовски народни староградски песни и судбините на ликовите опеани во нив. Во книгата авторот обработува уште 7 песни од богатата фолклорна ризница од Полошкото поднебје, кои се настанати во последните децении од 19-тиот век и првите десетина години од минатиот век. Тука се вброени Огреала месечина од Солуна до Тетово, песна без која не можела да се замисли ниту една свадба или семејна веселба. Се зборува и за една од најстарите тетовски револуционерни песни Дали ги виде Данице звездо моите мили браќа, како и Ленче боуно легна, Жали моме да жалимо и други. Како рецензенти на книгата се потпишуваат писателот доктор Јован Дамјановски и магистер Елизабета Трпческа-Петрушевска. Младиот музичар Филип Јанкуловски од Тетово полека се пробива во музичкиот свет. Пејачот освоил второ место на интернационалниот фестивал на забавни мелодии Еврофест, а веќе го има сработено и својот прв спот. За следната година планира и албум.
17-годишниот Филип Јанкуловски е новиот талент од Тетово кој започнува да се бави со музика и да учествува на фестивали. Иако доста млад, талентираниот Филип веќе освоил втора награда на интернационалниот фестивал на забавна музика Еврофест, а има сработено и свој спот за песната Ти си таа. Вели дека неговиот талент го препознале родителите, а го посетувал музичкото училиште 6 години и свирил хармоника. Сега учи да свири на гитара. Идев музичко 6 години, така, свирев хармоник. Сега почнав да свирам гитара, па почнав со професорот Горан Милошевски и ми напиша песна тој за Еврофест фестивалов. Исто така извајав ми спот сега. Фестивалот беше Дом на Рама у Скопје. Песната се вика Ти си таа. Освои втора награда. Спотот се снимаше во Битола. Ја обработи продукцијата Куба. Филип соработува со продуцентот, композитор и автор Горан Милошевски, кој за него вели дека е голем талент, од кого очекува многу успеси. Филип е една прекрасна момче која во месец август го слушнав, видов дека е голем талент и еден од ретките можам да речам во тие што се брои како Тоше и како други мои ученици кои што за краток период совладаа. Да се заблагодарам на неговата сестра што секој ден Вики ми го носеше во Скопје. Имавме во моето студио часови, по сат и пол два работевме на техники. Филип го постигна тоа брзо, успеавме да направиме една композиција, му напишам јас, која што е Ти си таа, беше наменска напишана за неговиот живот, тинеџерска, рок-н-рол. За следната година најавуваат продолжување на соработката и подготвуваат албум. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер околу 23 часот и 15 минути полициски службеници лишиле од слобода 21-годишникот Тетовски Групчин, сопственик на угостителски објект лоциран на регионалниот пат Тетово-Скопје во Групчин, кој бил отворен по дозволеното време и во кој престојувале 9 лица. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и ќе му биде изготвен соодветен поднесок, а неговиот објект бил затворен од Државен пазарен инспекторат. Вчера околу 8 часот и 50 минути полициски службеници лишиле од слобода 47-годишникот Тетово, затоа што при претрес извршен во неговиот дом со судска наредба му бил пронајден пиштол без фабрички број, кој го поседувал без дозвола, а кој му бил одземен и предаден на вештачење. По целосното расчистување на случајот против него ќе следува поднесок. Вчера во 18 часот 38-годишникот Тетово пријавил дека околу 16 часот, додека неговиот малолетен син играл во дворот на Тетовско основно училиште, друг малолетник му фрлил запалена петарда и му нанел повреди. Малолетникот бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 21 часот и 20 минути 46 годишен жител на Тетовско Жеровјане пријавил дека во Тетовски Пирок неговиот 22 годишен син бил физички нападнат од неколку лица, откако претходно според пријавеното физички се пресметувал со родителите на сопругата со кои имал нарушени односи. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 18 часот и 50 минути на улица Благоја Тоска во Тетово непознато возило кое веднаш го напуштило местото удрило во двајца пешаци на возраст од 43 и 45 години, жители на Гостивар. Повредените пешаци се пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Извршен е увид и се преземаат мерки за пронаоѓање на возилото, учесник во оваа сообраќајна несреќа. Вчера во 21 часот и 40 минути 26 годишничка од Република Албанија која времено престојувала во стан во Тетово пријавила дека од станот се оддалечила нејзината 24 годишна другарка, исто така од Република Албанија, со која заедно живееле. Се преземаат мерки за пронаоѓање на 24 годишничката. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и за спроведена акцијска контрола за техничката исправност на возилата кои вршат јавен превоз на патници. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 10 до 16 часот спровеле акцијска контрола за техничка исправност на возилата кои вршат јавен превоз на патници, претежно комбиња и автобуси. При контролата откриени се и законски санкционирани 24 технички неисправни возила, 7 во Тетово и 17 во Гостивар, најмногу со неисправни сопирачки, 7 во Тетово и 4 во Гостивар. Покрај ова, 5 возила од Гостивар имале
стечена регистрација, исто толку биле со неизвршен технички преглед и други недостатоци. 17 од технички неисправните возила, 7 од Тетово и 10 од Гостивар, веднаш се исклучени од сообраќај, а на сите прекршители им биле изготвени соодветни поднесоци и ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 45 до 400 евра во денарска противредност. Во вчерашната контрола откриени се и 4 други видови прекршоци. Во продолжение следуваат вестите од спортот. Македонската фудбалска репрезентација со пораз од Ерменија, кошаркарите на Гостивар ја забележаа втората последователна победа откако во рамки на петтото коло од првата кошаркарска лига на Македонија го совладаат Црндрим од Струга со 109-95. Гостиварци во текот на целиот надпревар ја имаа контролата на резултатот и на крајот сосема заслужено забележаа победа. Александар Костовски со 28 поени беше најпрецизен во редовите на победничката екипа, додека голем придонес во победата има и Александар Тодорови со 23 и Кајлен Мозли со 22 поени. Со оваа победа екипата на Гостивар се искачи на делба на првата позиција на табелата заедно со Работнички со по 6 бодови. До сега во првата кошаркарска лига на Македонија се одиграа само 16 надпревари од планинарните 30 во првите 5 кола. Надпреварите се одложуваа поради позитивни случаи на COVID-19 и настапи на македонските екипи во меѓународни надпреварувања. Во првенството престои пауза поради настапот на кошаркарската репрезентација на Македонија во квалификациите за Европското првенство во 2022 година. Двете тетовски екипи забележаа високи порази во 14-тото коло од првата женска фудбалска лига на Македонија. Фудбалерките на Шкендија загубија со 6-0 на гостувањето кај Скопје 2014, додека Љуботен беше поразен со 9-0 од Тиверија во Струмица. На едно коло пред крајот на есенскиот дел од сезоната Шкендија е на 8-та позиција со 18 бодови, додека Љуботен е 10 со 15 поени. Последното 15-то коло од есенскиот дел од сезоната ќе се одигра во сабота. Љуботен на теренот во Порој со почеток во 10 часот ќе игра против Скопје 2014, додека Шкендија во 14 часот и 30 минути на теренот на спортскиот центар во Тетово ќе ја пречека екипата на Топ Гол од Битола. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Почитувајте ги мерките и чувајте го своето и здравието на другите. Пријатно!